За околу една минута евакуирани 200 ученици во основното општинско училиште Маршал Тито во Муртино. Вкупното време со вежба за спасување на ученик изнесуваше 3 минути. Во тој период учениците од ова училиште го напуштија објектот преку трите излеза и се собраа на спортското игралиште во училишниот двор, каде пожарникарите спасители од територијалната противпожарна единица Струмица ги запознаваа со најважните постапки при евакуација за време на пожар или земјотрес. Ова е постапка за евакуација. Евакуација што значи? Безбедно, брзо напуштање на просториите во кои што се наоѓате во моментот на некоја непогода, пожар, земјотрес или нешто друго. Што е важно за вас да знаете? Сега, например, додека сте на училиште на час, ќе ги слушате вашите наставници. Ако се случи пожар, тие ќе бидат известени од одговорно лице и смирено, дали звончето ќе го прогласи евакуацијата или некој друг аларм, ќе ги слушате нив. Како ќе ве водат тие? Најважно е да бидете смирени и без паника по вашите наставници да ги напуштите просториите. Во колона по двајца смирено. Во случај на земјотреса или пожар, вашето собирно место, каде што треба да бидете сите, ќе биде ова спортско игралиште. Откако ќе излезете, ќе почекате наставниците да ве евидентираат, да ве прозваат, да видат дали сите сте излезени надвор. Бидејќи има ситуации некој ќе се испаничи, ќе се скрие во тоалет или ќе остане во училница, тоа е многу опасно. Пожарникарите спасители велат дека најважно за време на било каква непогода е да се остане присебен и учениците да ги слушаат насоките од наставниците за побрзо и безбедно напуштање на училницата и училиштето. Откако наставниците ќе ни дадат податоци дека недостасува некое дете, не дај Боже, тогаш ние влегуваме внатре и го спасуваме. Бидејќи само ние сме спремни, заштитени и обучени да вршиме такви работи. Гледате како сме облечени. Сето тоа е заштитна облека за пожари, за земјотреси да не штити. Носиме на грбот апарати полни со воздух преку овие маски кои што ни дозволуваат да дишеме околу 30 минути. Значи само ние може да влеземе внатре. Никој од вас, откако ќе го напушти училиштето, не смее да се врати сам внатре додека наставниците не ви кажат дека училиштето е безбедно за да почне повторно наставата. Никој. Бидејќи има случаи сте излегли од овој влез, а некој дете се присетило дека заборавил пари или алише, па си вика јас ќе влезам од другиот влез. Тоа е многу опасно. Бидејќи пожарот се уште не е завршен. Може да се разгори и да ги блокира излезите. И тогаш е многу тешко и за нас. Значи, веднаш што ми излезе од училишто, враќање назад нема. Оваа вежба е во рамки на карванот што го организира територијалната противпожарна единица Струмица со општина Струмица, низ сите основни и средни училишта и градинки во општината.